Институциите на системот функционираат и нема да дозволат било какво попречување на референдумското гласање, уверува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој додаде и дека поддршката за референдумот е силна и дека нема никаков простор за нарушување на процесот. Никој, тргнувајќи од мене, па до последниот припадник на македонската полиција, не е поважен од Република Македонија и од граѓаните на Република Македонија. Секој што е добар, што е професионален, ќе добие шанса во МВР. Секој кој што нема да се однесува професионално, ќе добие заслужена казна. Дали има сили кои што би се вклучиле во други институции и органи, институциите на системот во Република Македонија функционираат, тие институции на системот ќе го организираат и референдумското изјаснување. Министерот денеска при посетата на општина Ѓорче Петров рече дека криминалот во оваа општина е намален за 40% и најави дека и понатаму ќе работи на обезбедување на технички средства за полициската станица Ѓорче Петров, која покрива голема територија. Заедно со градоначалникот Александар Наумовски изјавија дека работат на безбедноста на граѓаните. Денеска имаме на седница на Совет разгледување на извештајот за 6-месечната работа на полициската станица, со што можам да констатирам дека бележиме позитивни резултати, намалување на криминалот во општина Ѓорче Петров. Дополнително го информиравме министерот за работата на полициската станица и особено за регулирање на безбедноста во сообраќајот. Ме информираше командирот на полициската станица дека по однос на криминалот, на кривичните дела по службена должност што се гонат, имаме 40% намалување. Исто така, еден сериозен предизвик е нарушувањето на јавниот ред и мир, кој што постои и на територија на град Скопје и овде во Ѓорче Петров. И во наредниот период изготвуваме посебни планови за постапување во овој сегмент. Прашан за новата оперативно-техничка агенција, министерот рече дека очекува да почне со работа во најавениот рок и додаде дека службата за општи и заеднички работи треба да направи план и да најде локација за новото тело. Министерот Спасовски одговараше и на новинарско прашање за тендерот кој го добила фирма стара само 7 дена. Спасовски вели дека се е легално со тендерот, бидејќи фирмата ги исполнила сите услови кои биле поставени.